Добре дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Оно што ќе го обработам во оваа епизода е читањето, како една од основните вештини која треба да се практикува при совладување на јазикот. Зошто е важно да читаш текстови при совладување на јазикот? Читањето како вештина е многу важно. Во исто време совладуваш нови зборови. Во подсвеста ти влегува конструкцијата на реченицата, како треба да изгледа, каде и кога се употребуваат интерпункцијските знаци. Можеш да ги воочиш и правописните правила. Исто така, при практикување на оваа вештина, твојот мозок ќе се обиде фотографски да запомни зборови. Читањето исто така ти помага да бидеш во контакт со многу зборови кои можеби нема толку често да ги сретнеш во секојдневниот говор. Ке ти се збогати речникот истовремено. При совладување на јазикот многумина ја забораваат една од основните вештини која треба да се практикува да би се усовршил јазикот. А тоа е токму оваа вештина. Како за подобро разбирање на истиот, така и за полесно продуцирање, односно комуницирање. Ако навистина сакаш да го усовршиш и подобриш твојот македонски, моја препорака е секојдневно читање. Нека тоа биде минимум 10 минути, што е отприлика 10 до 15 страни текст. Направи си една атмосфера за опуштање кога го пиеш утринското кафе или чај, или попладне кога се одмараш. Или како што Джеймс Клир вели во својата книга Атомски навики. За успешно воведување на некоја нова навика, потребно е да се поврзе со некоја друга стара навика која се практикува автоматски. Ако, например, после ручек се опушташ и го пиеш твоето омилено кафе, во исто време можеш да поведеш навика да почнеш да читаш 10 страни текст на македонски јазик. Голем напредок ќе направиш дури ако читаш 10 страни дневно, отколку ниту една. Тука сакам да го потенцирам дека е подобро секој ден да читаш и само 10 страни текст, ако си во можност, отколку еден ден 100 страни, па следните 10 дена воопшто да не читаш. Обиди се да бидеш во контакт со јазикот колку е можно секој ден. Ако прескочиш еден ден, не е ништо страшно, ќе проложиш следниот ден. Следното прашање е која тема да избереш за читање. Би те советувала да избереш тема која тебе ти одговара, во зависност од тоа каква си личност, што во моментот ти е актуелно во животот, или некоја тема која сакаш подобро да ја разбереш. Но тоа зависи и на кое ниво е твоето знаење на македонскиот јазик. Ако си на ниво А2, тогаш можеш да почнеш со сликовници, басни и бајки. Толку многу убави бајки и басни имаат напишано македонските писатели. Твое само да избереш. А секако, и дека тука ќе сретнеш зборови кои ти се непознати, па подоцна ќе им тражиш објаснување. Како некој кој зборува 6 јазици, можем да ти кажам дека на мене големо влијание имаат оставено токму овие кратки форми на проза. Басната како форма не е долга, има од 2 до 10 страни и лесно ќе можеш да ја вклопиш во твојот преполн распоред и нема да чувствуваш фрустрација, бидејќи таа е лесна и питка за читање. Ликовите се познати и имаат особини кои лесно се препознаваат. Например, дај си цел да прочиташ една басна дневно. Една басна дневно е сосема доволно за почетно читање, а секако во исто време и ефективно. Сликовниците за деца се исто така кратки форми кои не оптеретуваат премногу. А доколку се одлучиш за подолга форма на текст, некоја книга, например, обиди се да оцениш колку страни дневно ти е доволно да читаш, а да те не демотивира, бидејќи во подолгите форми текстовите се комплицирани и структурата на речениците е поинаква. Доколку избереш некоја форма која е премногу стручна со многу непознати зборови, ќе изгубиш мотивација и за читањето и за учењето на јазикот.
Isto така сакам да ти кажам дека доколку земеш да читаш некоја литература која е пишувана со академски стил, многу брзо ќе бидеш фрустриран или фрустрирана. Брзо ќе изгубиш мотивација да ја вежбаш оваа вештина. Труди се да колку можеш текстот да го читаш наглас. Поголем ефект во учењето на македонскиот јазик ќе направиш ако тие 10 страни текст ги прочиташ наглас, отколку да читаш 10 страни текст во себе. Секако дека постојат ситуации кога не можеш да четеш наглас, ако си во автобус или во читална, но препорака е да се чита наглас во секоја можна ситуација. Секако земи си поред себе тетрадка, нотес, каде ќе ги бележиш непознатите зборови за кои после ќе најдеш објаснување. За зборови кои ти се тешки за изговарање, например, целесообразност, стрчајки, дзуница, те советувам да ги поделиш на слогови и така да го вежбаш изговарањето. Мене и ден денес ми се случува да ми е тешко да изговорам подолги зборови на странски јазик, истиот ќе го поделам на неколку слогови и го вежбам изговарањето. Доколку пак и читањето на слогови ти представува предизвик, може би ќе ти звучи смешно и чудно, но читај буква по буква, се додека не го читаш зборот на слогови. Следната вежба е пишување на тој збор. Она што е позитивно кај македонскиот јазик и писмо е тоа што всушност представува фонетско писмо, значи како се чита зборот, така се пишува и обратно. Па така пишувањето на зборот кој ти е тежок за изговарање, кога ќе го напишеш неколку пати, фотографски ќе го запомниш. За уште совети како да го подобриш македонскиот јазик, продолжи да го слушаш овој подкаст, а доколку сакаш да ти помогнам подобро да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линкот во описот на профилот и таму ќе ги најдеш сите информации. Те поздравувам до следното слушање.